Се уште е ден, па ајде еве со добар ден да ја почнеме и денешната емисија Очи во очи, подоцна ќе преминеме и на добра вечер. И секако добре дојдовте во денешниот термин за разговори во кои ќе дискутираме за денешното рочиште во рамки на судскиот процес за трагедијата во Кочани, кој продолжи, односно на кој денеска беа изнесени воведни зборови од одбраната, односно од страна на обвинетите. Генерално се сведува, како што и претходно не призна никој вина. Сега понатаму воведните зборови на одбраната всушност го објаснуваа тоа, односно го подкрепуваа со факти, па така да речеме по однос на собственикот на дискотеката. Одбраната изјави дека, и тој е всушност и прво обвинет, дека тој не знаел дека има пропусти во објектот, инаку веднаш ќе ги отстранел. Не знаел ниту за пиротехниката и дека не ја јавнела групата ДНК. Исто така дека институциите не вршеле контроли во објектот за да укажат на евентуални пропусти, па тој не знаел дека има пропусти, инаку би ги исправил. Така да, во секој случај, генерално, во зависност и од функцијата, секој ја директно отфрла вината, па така поранешните градоначалници, одбраната нивна се темели очигледно на тоа дека всушност нема никаква основа затоа што нив им се судело без факти. Токму затоа што локалната власт немала никакви ингеренции во врска со дискотеката, која е целосно во надлежност на државната власт и на државните инспектори. А пак токму кога станува збор за инспекторите, одбраната на градежните инспектори смета дека трагедијата не се случила поради градежни пропусти. И всушност до толку повеќе дека градежните инспектори никогаш од никого не добиле налог, представка или барање за контрола на дискотеката. Иако и тие би постапиле. Така да секој си ја вршил всушност работата. Така излегува. Односно, како што кажав, вината се префрла од еден на друг и завршува конечно на институциите. Дури и од институциите се префрла, од локална на државна и така натаму, може би така и полесно кога е на државно, на големо, мислам на голема површина, голем широк спектар тука на надлежности на луѓе, па каде ќе му се фати крајото и генерално институција не може да одговара во принцип. Затоа и секако повеќе во таа насока соодветно, ако станува збор за неодговарање, да оди од локално на државно ниво и потоа велам не може да му се најде веќе крајот. Во исто време пак родителите на страданите, односно на повредените, поставија транспарент со фотографии. Првично беше оспорувано, односно соопштено дека е забрането, но потоа по консултација очигледно беше проценето дека е сензитивна ситуацијата, па барем тоа им го дозволија од надворешната страна да се постави транспарентот на кој беа, како што кажа, фотографии од 63-те жртви на овие очигледно системски пропусти, затоа што јасно е дека во суштина иако судскиот процес е во тек, да не шпекулирам и така, но сепак и јасно е дека директна умисла нема, никој не направил нешто намерно. Освен токму она што е посредно, да речеме, доколку има елементи на злоупотреба, на корупција и така натаму, кои се одразиле. Затоа и дискутиравме дека всушност и корупцијата убива. Не ги полни само джебовите, ги полни и гробовите, гробиштата. Така да беше поставен и овој транспарент со надпис, односно со текст дека
63 сенки ќе ве следат, секој поглед бара правда. И ете, ова е и темата, судењето за Кочани, како се развива, додека одбраната денеска, велам, ги изнесуваше во ведните зборови, надвор беше поставен транспарентот дека се бара правда од сите, односно дека сите настрадани ја бараат правдата, секако нивните блиски, живите и во нивно име. Следното рочиште е на 10 декември, што значи во вторник, ако не се лажам, така би му дошло. Среда, да, среда, сепак мислам. Што значи, ете, гледате, една недела од денеска, времето си поминува, а бавно одат работите, дотолку е и поважно барем цената која ќе се плати за бавниот процес да ја донесе правдата. И на вистина, како и овој транспарент и секој поглед на настраданите кој ја бара правдата, да ја добие макар како правда, како овоземска легална законска правда. 60-91-924-925 се телефонските броеви. Ете, тоа е пак денешната тема. Повелете да го отвориме нашиот парламент, еве, со првиот гледач. Добар ден. Добар ден, убав ден ако сум. Да, и вие сте, да, повелете. Се слушаме, не? Да, се слушаме, повелете. Благодарам. Прво јас во претходни јавувања реков дека адвокатите ќе имаат главната улога во овој процес и значи тие веќе почнаа претходно ги успеа да го одложат судењето на 2 пати, сега изнесуваат работи дека немало право зашто да било истакнат портретот на подгинатите, значи кому му смета тоа? Фактички тој судење е за тие жртви да се даде, да се најде виновникот и виновникот да одговара за сето тоа, а не е за нешто друго. Ја ми се чини дека сепак треба сите тие адвокати треба да се срамат кога барат излез да го направат виновните дека се во право. И се чини дека да треба да отстапат од нивните норми, значи овдека се работи за човечки животи, не е случајна сообраќајна несреќа, не е нешто случајно се запалила куќата од гром и слично, меѓутоа овдека веќе некој не водел сметка дали тој објект ги исполнува условите да обавува таа дејност. Дали во тој објект има доволно, значи потребни излези, влез може да биде еден, ама дали има потребен број излези, ако не дај Боже се случи нешто, значи да може што побрзо да излезат од таква ситуација. Потоа, дали тој газдата со време ги предупредил ДНК или како се вика тие музикантите, дека не смеат да внесуваат пиротехнички средства во затворен простор кој нема доволна висина, каде се вика сепак тие имаат одредена норма на висина колку треба да го изфрлат тој пламен, а тој пламен нормално е кој ќе удри во тавана, таму е поликолори, тоа се е запалива стена и нормално е дека сето тоа ќе букне во пламен и секако ќе биде оно што се случи и ми се чини дека сепак треба да ги почитуваме жртвите. Поздрав. Поздрав до вас, благодарам. Повелете добар ден кој ни е следен. Ако сум јас следен... Да, вие сте, повелете. Добро вечер, господин Исо. Добро, веќе сме добро вечер, да. Да, велам, веќе тука сме, темницата не фаќа вечерта. Вече кај мене се стемни. Не, јасно. Малце сте подалеку, вие околу 6-70 километри сме далеку. Така, да. Вака, тоа добро вечер, поздрав до вас и поздрав до вашите гледачи, како обичаено. Да ти кажам ситуацијата, како што објасните предходно, јас да ти кажам, не сум за да има транспарентни судоци, има докази собрано, обвинети има, обвинетите и другите имаат одбрана, така да судскиот процес ќе тече. Да тече мирно, без нарушување на редот, надвор да си има. Мислам дека тоа предходно што било забрането било добро.
Не сакам да кажам дека родителите не се, родителите се, меѓутоа што понатам, што сега после тоа. Вака реално да зборуваме, бидејќи случило се случило, готово, трагедијата е трагедија, 9 месеци колку е веќе има, до март година дена не е важно, меѓутоа да се остават судиите, адвокатите, си се адвокати, адвокатите имаат право да бранат секого и секакви работи имаат, тоа им е работа. После полагање на правосуден испит се полага адвокатура и готово. Адвокат ти имаш право да браниш. И убиец, и кривец, и тој што го обвинува обвинетиот. Така сите се адвокати. Адвокатите нема да го нарушат процесот, они мора да работат по принципот на правото. Кога имаат право, ќе даваат одбрана, кога немаат право, ќе го слушаат судот. Така да мислам дека, не знам што да кажам за оваа тема. Тука ќе завршам, мислам дека ќе се најде, мислам, кои се главни виновници. Единствено за мене виновници се вечерта кои го организирале процесот. Поздрав. Благодарам, поздрав до вас. Повелете кој ни следен. Добар ден. Добар ден, повелете. Па очекувано вака да се делува од двете страни, а и очекувано од мене дека ова нема кратко да трае и дека ќе биде многу макотрпно и трагично и тажно како што веќе е. И сега замислете, сите обвинети велат дека не чувствуваат вина, не се виновни. Виновни се оние од институциите, да не речам институциите. А зошто они слепо им веруваа на институциите? Виновни се по една точка. Зошто им верувале? Дали побарале они барање од институциите да им одобрат да работат за таа дејност што имаат? Или на воздухот му веруваа? На што веруваа? На струењето од министерот, па до Кочани? Министерот требаше да отиде да види? Или тие требаше да побараат барање, да поднесат? Јас кога отворих фирма, ги викнав сите инспекции да видат продавница, да видат дали јас имам услови за да го работам тоа што го работам. Зошто собственикот не го побарал тоа? Него институцијата е крива. Што се кон премиерот иде да види? Он што работи таму? Или градоначалникот не бил виновен? Па виновен бил од морални причини, затоа што тоа се случува во неговиот двор. Како верувале, на кого верувале они? Па затоа што верувале на тоа што не се верува. Виновни се сите, по една точка се виновни. Како можеш да веруваш на нешто што не знаел? Како не знаел, зашто тогаш не отворил друг дуќан? Него баш дискотека. Од кај знаел како треба да изгледа дискотека? Баш за тоа требал да повика институција што ќе му даде одобрение како треба да изгледа и како треба да функционира таа дискотека. Или не знам што е таму. Како не им е срам да кажат не сме виновни. Сите се виновни. Само за различни дела. Кривични или прекршочни, не знам какви ги има. Важно, сите имаат барем по една точка вина. И навистина срамота што вака се однесуваат. Само да видиме како адвокати веќе ги бранат, дали и тие ќе се сложат со нив дека за ништо не се виновни. А обезбедувањето не е виновно, па што не легнали и тие да лежат таму? Благодарам, ме поздравам, да, немање вина. И, еве, да речеме, формално, правно и нека е така поднос на ставот на бранителите на поранешните градоначалници Илиев и Папазов, кога велат дека, и спомнав на почетокот, локалната власт нема никакви ингеренции во врска со дискотеката, која е целосно во надлежност на државната власт и на државните инспекторати. Значи, велам и да земеме формално правно, еве нека е така, нема надлежност, нема ингеренции, и сега во исто време дали тоа значи дека нема директна вина? Немањето ингеренции не значи дека некој, особено ако види во очи одредени пропусти, дека не треба да реагира, да сигнализира и така натаму, и дотолку повеќе што тие се поврзани, барем така би требале да бидат. Локалната, централната, се едно, државните тие инспекторати и така натаму. Значи, нема ингеренции, но да извести. Може би исходот би бил сосема поинаков. Значи, различно е правната одговорност, а друго е
реагирање воопшто. Може секој да каже и на улица одите, ќе видите нешто, некој пикавец или нешто така гори фрлено догорче. И но имам ингеренција, јас има кои се таму комунални тие собираат и така, нема што јас да чепкам тоа да собирам, ниту ингеренции, ниту овластување. Што да правам, си продолжувате понатаму. И така е законски, да, во ред, потоа пламнало таму нешто и така, да. А вие бевте, видовте, поминав, да, јасно, но јас бев за друго нешто таму, јас сум друга надлежност. Не знам, ги чистам автобуските постојки, не сум во надлежност за собирање на догорчиња. Да, но и во ред, правно може да функционира. Но дали доколку се реагирало, па тој од таа надлежност што ги брише клупите на постојките, реагирал кај овие, видете, тука нешто гори, па ви во ваша надлежност или уште повеќе ви сам зел па го тргнал до горчето, дали можело да биде избегната трагедијата. Така да во таа смисла имаме тука многу видови одговорност, нивоа одговорности. И поврзани се работите, како и со безбеден град, впрочем, дали е поентата да фаќаме луѓе од 50 за 51 километар, еве безбедноста кога станува збор. Факт е дека за еден е зголемено, тоа е прекршок, како вели министерот што одмотува клопчиња, а никако ги одмота. Или дали тоа ја загрозува безбедноста? Дали е причинител тој 1 километар, дали е работата да фатиме што поголем број или да ја зголемим безбедноста, ако не е спорно дали е 51, така е што, како кажете, без оглед дали има грешка или нема толеранција. Така и тука, формално правно во ред. Да, нема ингеренција, што да правам јас? Не сум за кревање догорче, ниту за ништо друго, така да немам обврска дури ниту да јавам. Но затоа поентата е дали имаме пристап кој ќе помогне да се спречат некои работи, да настанат, односно да придонесеме за подобрување на состојбите. Секој со своето однесување, таа свесност, совесност, соработка, меѓусебна и така натаму. Тоа се тие работи во таа смисла, дали е целта само формално правно да се докаже, дали е 50 или 51, готово, 1 километар еден. Ама чекај, јас ништо нема, еден, плати си казна и супер. Така и ова по истиот принцип. Која е поентата? Да се зголеми безбедноста реално или да фаќаме кој е за половина километар? И нема. Така и ова, дали е целта да утврдиме на вистина за понатаму да не се случува? Или да лоцираме, има, нема. Добро, ако е така, нема, да видиме тогаш. Ако нема некој по собствено убедување, по собствена совест кој видел дека, ако не забележал, тоа е друго. Но ако забележал дека има одредени пропусти, а не е во негова надлежност, како приговор на совеста на крајот на криштата. Како што кој да е, зошто и се апелира постојано совесен граѓанин, па бидете, сте забележале нешто неправилност, видете исчезнато лице, ако сте го виделе. Немам обврска ја, што не е во моја надлежност, што ќе се јавувам? И јасно нема да одговарате. Но дали треба да се работи на тоа, особено што тука не станува збор за физички лица, туку за институции кои би требале да соработуваат и да комуницираат најблагокажано. Впрочем, инспекторатите, да речеме. Видете, тамо пазарна инспекција. Да. Ние утврдивме во рамки на нашите надлежности, но имаме впечаток дека нешто финансиски таму не функционира како што треба. Ајде, видете вие колеги од УЈП, да ви пратиме информација. Па после дали излегле тие или не, тогаш е веќе друга работа. Да, ние известивме, не беше во наша надлежност. А тие што не излегле, тогаш прашајте ги зошто тие не излегле. А тие нема можат да кажат не знаевме. Затоа што овие ги известиле. А вака сега никој не знае. Овие не е во надлежност, овие другите не знаеле, а трагедијата случена. Повелете, добар ден. Добар ден. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Па вака сега, парадоксот за оваа тема со ова шупава што изгоре во Кочани, најголемиот парадокс е во тоа што да претпоставиме дека
нема пиротехнички средства, немало таа вечер. Значи немало да се запали шупата, немаше да има толку погинати, немаше да има да ги судат овие што ги судат и секи си беше као ништо да не било, така. Значи што сакам да кажам? Вториот парадокс е тоа што во оваа најбедна, најсиромашна земја на Балканот, со најмногу милионери кои што се збогатија со криминал и корупција преку ноќ, имаме и полоши шупи од оваа, ја верувам во тоа, а што работат. Дали е тоа фирма, дали е тоа кафана, дали е тоа ноќен клуб. Парадоксот е во тоа што и во Скопје има многу локали кои што не ги задоволуваат сите услови. Суштината на проблемот е во корупцијата. Суштината е во тоа што корупцијата почнува од судот, од тие што треба да го гонат криминалот. И затоа секојдневно апелирам народов да се разбуди, да се обедини, да изврши притисок, остане уште судството да се смени. Ветик на судството, сите корумпирани судии у затвор, све што чувале предмети и сите потекло на нивниот имот. Потоа, ако ќе дојдат нови судии, тие да извршат потекло на имот од политичар до градоначалник, до сите директори што беа, потекло на имот сите што се збогатиле над 100.000 евра што имаат имот. Тоа е единствениот начин. Се друго е лимунада. Значи, само со страф од казна. Так, благодарам, поздрав до вас, добар ден кој ни е следен. Повелете, добар ден. Дали се слушаме, повелете. Добар ден, дали имаме некого? Се слушаме, повелете, да. Дали су на линија? Да, во програма сте, повелете. Ве слушам. Да. Добро кажа овој претходниот. Значи, ова влада има мнозинство да се донесе нов закон за потекло на имот. Значи сега да се донесе закон за потекло на имот, поготово и за овие кравите што го изедува селките во Киево Паланичко. А во Калвановци па уште по-лоша ситуацијата со владата не те одржава состанок да му се даде 10% субвенции на овој олигарсо Свето Јанев што го има Тиквеш. Значи ова власт има мнозинство. Значи тие Тиквеш е гарен од граѓаните на Калвановци. Значи од нашите родители и за без пари, за ич пари гројство не го земе и 20 милиони така се скапа по нивито. Кажа овој Лупчо полицајецот и управо е човекот. Али овој е затоа народ во Калвановци, ја не знам што молче. Значи, уште по-лоша е ситуација од Киево Пала Меско, оние кравици што ги изедува. Значи, обвинителите треба да земат одговорност и судиите од Китово, тие судиите да му се поднесат кемија, ни еден судија до сега не е лежал затвор. Да го земе бившиот председател во Особен суд Калвановци и Лазар Нарев е поставен за инспектор по криминал. Значи он треба на суд да оде, а они го постават инспектор по криминалот. А тоа треба да земе на одговорност началникот на полицијата у Велес. Благодарам, ве поздравувам. Спомнав ја со претходната емисија на тие крави, барем грозјето го изедоа, кое ете така пропаѓа, па што млеко ќе беше тоа, наместо вака зелките на страда и штетата направена. Ниту тие кои ги произведуваат имаат зелки да продадат, ниту сите кои се заинтересирани да купат нема понуда или барем цената може да порасне. А нешто млекото биде подобро од зелки, не знам, од грозје, кој знае што ќе беше комбинација некоја. Повелете, добар ден.
Здраво се. Да, здраво, повелете. Како се погоди со колегите, Одлично, тројцата да, кои се да. залагаме Да имаме за различни. Тој монструм суд, монструм, не нормален, тој е монструм. Значи, како ова мора да биде пресмртница и конечно свестување на плашливите. Не е добар процент од народот, не е заспан, е плашлив. Секој треба да биде бунтовник со причина. Ова злосторство гарант немаше да се случи. Ако корумпирани за дозволи на никакви објекти, на магазини, на конјушници, да речем, ако имаше страф од казнивост, немаше да има над 150 лица само со карти. Немаше групата да премолчува. 500-600 ќе има за нас на црно карти поголема заработка. Немаше да има внесена не пиротехника. Тој глупости за мене. Фрлање на пари. И надвор се глупости за мене кои ќе се прават огномети. А не најмасивна градба да беше објектот. Јас претпоставам масивни страничните зидови беа и подот. Најмасивна градба да ќе од метар зидови да имаше. Кога кровот е украсен со лесно запаливи отровни материјали и стига огнометот догоре, нелегално внесен и запален, на крајот, ќе имаше исто. А гарант немаше да се случи ако имаше нормален суд страф од казнивост. Додека не го расчистиме тој монструм суд, првично да нема имунитет на новите суди, конфискацијата кога не се случи, нема држава, нема патриотизам, да сватите. Мора да се солидаризирате со сите кои сме буквално уништени од тој суд монструм. Украдени, фамилијата уништена. Разводи има од тој суд. Убиства, самоубиства, што нема од тој нормален суд, монструм, криминален злосторник. Тоа е злосторничко удружение виден. Благодарам, поздрав до вас, до слушање. Добар ден кој ни е следен, повелете. Добар ден, Ицо. Поздрав, се слушаме, да. Така, јас би сакал само да го расчистим ова во законот, кога е закон, што значи тоа е еден. Добро. Мислам го потенцираш неколку емисии, значи еден километар. Ако закон добро, да, слушам, да. Ако 1 километар повеќе од законското, значи законски да те казват. Не го спорам тоа, да. Ако еден имаш повеќе, во доверба на влада, ако еден повеќе, владата обстане. Јасно. Или за еден владата паѓа. Да. Или па, како беше на пензиите, пред некој време, до 14.000. Значи 14.000 и еден ден автоматски ти испарува компјутер. Јасно. Значи тој еден е огромна работа. Ако не, значи закон ако те ослободува од ова, значи ти си слободен. Сад моралното твое, дали требаше то догорчето ти да го угаснеш или не угаснеш, остана на совеста твоја, како ти мирно ќе спиеш. Ако си го прескокнал жарчето, или ако не си го препрашал инспектора, ти таму кога одете, му провери, како што треба, како градоначелник, провери како беше, ти не можеш да знаеш дали инспекторот за 10 кева ти таму отпишал некоја согласност. Значи да видиме начисто, тоа е едно, ако законот ослободува, тоа е начисто. Значи, пак ќе се сведам на ова. Спомнуваме меѓутоа во нарактици. Газдата е најповеќе крив. Значи, во немаро е кај него. Ако него направил тој немар, таа дискотека и ден-денес ке работела. Нас не ни сметал 12 кусур години тој немар, тој неред, тој неурезна документација. Ништо не ни сметало од сето тоа. И ние како велиме, колата неисправна е возиш, ама во додени момент, неисправни биле кој чистите, кај ти беа очите. Ама се случи на сеќер, од кој ќе се случи, требаше да се поправи тоа. Такви сме ние во основа. Пријатно. Да, благодарам. Поздрав до вас. Апсолутно се согласувам. Огромна е разликата за еден, за разликата токму во таа законска смисла, она што кажавте вие, во која да е, дали сообраќај, дали се едно. Еден повеќе на избори тој ја добил власта, еден повеќе знам мнозинство добил. За Бадентер, уште двајца да има, може еден ќе има, за еден ќе биде. Нема. Ако нема за еден, нема. Ако има еден, огромна е разликата кој ќе го има. Но во таа смисла, значи, на апсолутно правна, законска,
токму како што кажавте, да, законски го ослободува. Или го товари. Зависи за што е тоа. 50, 51, не, 50 нема вина, 51 е го товари. Но, велам, токму таа правна законска. И нема ништо спорно тука. Прашањето е надвор од таа рамка. Јас не го спорам тоа, но прашањето е надвор она што сакаме да го постигнеме. Дали е целта, не знам, да се постигне тој еден за да се формира власт и да се мирни. Или всушност суштината на формирањето на не знам, власт на мнозинство, во кое тој еден ќе пресуди, е потоа да работат како што треба. Да ги направат сите работи, прогрес на државата, на општеството, структури и така натаму. Или само ние добивме и готово. Во таа смисла, велам, и тука дали се едно, ово имал ингеренција. Да, па тоа е еден. Ингеренцијата е за еден. Ова е моја ингеренција, не собирам до горчиња. Ова не е моја ингеренција. Не е моја ингеренција да одам на гласање. Односно, ингеренција да, но немам обврска. С други зборови, морали се со обврска. И она што не е наша ингеренција. Не е моја ингеренција, немам обврска да пријавувам дека има догорче, но има ли нешто друго? Која е целта, ако сме заедно во општеството? Затоа, велам, и таа власт што дошла благодарение на тој еден, плюс, суштината незина е дека дошла за да прави нешто, не само за да дојде. А кај нас така ги гледаат работите. Дошле и готово, тоа е завршена работа. Овој дошол и што е битно другото? А зошто си дојден? За да направиш нешто. Во таа смисла, и ова велам правно, да. Или затоа безбеден град. Да, па поентата цела беше безбедноста, овие загинување и слично со по над 100 километри беа удрени, или она 209-30 колку е фатен. Во таа друга димензија апсолутно не дека не е исто, него е тотално различно. Кого го удриле со 51 за еден повеќе од дозволеното и кого го удриле со 209 за не знам 90 или колку повеќе од дозволеното, под услов да возел на пат каде што е 130 дозволена брзина. Там може и во населено место возел. Седно, или има такви, 50 тој 140 возел. За 90, за 100 повеќе. Па од тука се потекна, значи, да се зголеми безбедноста, вклучително и на пешаците, затоа и да се надградува системот. Сега не е за појас безбедносен и така натаму, значи сето тоа за телефон, користење на мобилен телефон и слично. Значи, во таа смисла не да за еден е сега одлично, ние завршивме, па јасно и сега ќе види колку казни, одлично, многу казни, многу пари, добро за буџетот, во ред. Еден е разликата, километар. Но дали има пропорционално ефекти тоа за што била примарната цел на системот? Да не видиме такви трагедии? А тоа е, велам, она што исто така треба да не интересира, а не да го оспорувам јас ова. Туку да не се фокусираме, намената на системот е направена првично со една цела, потоа ја забораваме, се фокусираме на друго. Не велам конкретно, не ни дискутирам за безбеден град. Туку било што, намената првична на политичарот е супер, ќе направиме се на партијата, на изборите. И потоа ништо. Или многу помалку, се едно. Значи, се заборава намерата, или не ни била намера, или тоа не била намерата. Затоа велам и во таа смисла безбеден град, па да се унапредува потоа во други сфери, не само казнување, да се прошири, значи да се гледа во таа насока. Не дали е 50-51, тоа е јасно. Нека се гледа и тоа, не го негирам јас. Туку да се гледа понатаму и да се прошири неговиот делокруг и наследење воопшто ние, колку криминал имаме, колку убиства и така натаму. Вака ќе ги покриете сообраќајниците, па не само на главниот град, па пошироко, па ќе следите каде што се случило, кој каде грабеж, убиство и така натаму. Значи не е само дали некој 50 или 51. При тоа да не зборуваме, да речеме, и за потенцијалните контрапродуктивни последици кога се држите тесно на границата, 50-51, па сега сите кочат пред семафор.
49 и нагло кочат па може да... Значи, сето тоа треба да влезе во анализа, не слепо да се гледа. Тоа е поентата. И затоа во контекст на темата која дискутираме, трагедијата е случајна. Како и во сообраќајот се случуваат. Да се направи оптимален систем кој ќе делува на намалување на трагедиите, на последиците. Судењето да ја најде правдата, заедно со правото, но и пошироко да се издигне, да не се случуваат вакви работи. Тоа, велам, се поентите, дали да констатира ова било во надлежност локална, ова во државна е, па добро, што ќе разговараме. Премногу само елементарно, не дека не треба. Но требаше ли систем безбеден град за да видиме дали е 50 или 51? Толку пари да се дадат за 50 и 51? Ако го нема другото, нека го има и тоа. Но ако ја нема другата димензија, сте купиле нешто кој знае некоја опрема, а користите 50-51, на тој има обсег да прави кој знае што, па што сте дале пари за толку? Правете го и тоа, но сте купиле машина која може да произведува, не знам, 300.000 парчиња дневно, вие произведувате 3. И судот во таа смисла, да ги опфати сите елементи. Повелете, ајде да продолжиме. Добар ден. Добро вечер. Добро вечер, повелете. О, колку тешка тема имате вечер. Навистина, да, и заедно, заеднички. Просто е небитно ова со дали некој ќе плати за 1 километар, па нека плати и за половина километар. Не, јасно, не спорам, да, поентата е да се фокусира. Искрено, се надевам дека вие не возите, брзо и лесно ќе се адаптирате. Да. Сепак животот човечки е поважен од живот на некој што сака да не ги почитува правилата. Јасно. А верувам дека и ќе дадат неколку 2-3 километри толеранција. Верувам дека и тоа ќе го изменат. Ама јасно, не е тоа, се технички работи. Нека почне да се брани, а бога ми подобро пари да изгуби некој отколку овие оштетени луѓе. Оштетените во Кочани се оштетени на најтешкиот можен начин. И тие очекуваат правдата, оти само тоа може да ја смири нивната душа и ништо друго. Верувам дека така размислуваат и сите граѓани во Македонија. Сите што се родители, сите што се баби, дедовци, мајки, татковци, па и останатите граѓани. Каде јас ја лоцирам вината? Ја лоцирам во судството и обвинителството, со години наназад. Па посебно минатите 7 години, кога дискреционите права се зголемија во централната власт. Па едноставно многу инспектори навистина ја изгубија надлежноста. Се централната власт, министерствата одлучува, односно министерот и таму тие околу него. И тие станува разните инспектори неважни, можат да влезат, да констатират, да напишат писмо и толку. Тоа писмо ќе отиде во некоја фиока и толку. Така се корумпира општеството, со дискрециони права кога давате некому. Бидејќи ако ги намалите дискреционите права, може би ќе дојдете до правда, до почитување на правото. Тоа е нешто што е под килим. Да, ви благодарам. И па во токму таа е смисла, значи, да се согледаат сите тие недоследности и да се коригираат, за да дадат резултат. Дискрециони права, надлежности, кој што како, и во иднина да не се случува. А вие попатно секако тоа техничките работи, детали, и ќе ги унапредувате, и ќе ги секако во чекор. И тој 1 километар ќе го прави. Но да не се заборави на суштината, зошто сте. И судот и така натаму. Значи не само да казни, туку и да направи понатаму да не се случува. Така што потоа во иднина ќе комуницираат, ќе функционираат тие институции. И ќе немаат дури ни правна можност потоа да си ја префрлаат вината. Повелете. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, повелете. Исо, се слушаме? Да, се слушаме, поздрав до вас. Па вака, свака и чак на господјат. Пред мене. Абе, како може судот да биде виновен, бе? Па судот не дава овакво лиценци, не овакво ништо не дава.
објектот не го градил, како може судот? И не знам како резонира. Неколку пати ја слушам, ама не резоните и се на страната на владеачкава партија. Сите резони на владеачката. И на тој битолчанецот, тој брзиот. Исто, се на страна на владеачката партија. Абе, ние не сме партија. И не треба да бидеме партија, него државата да ја гледаме. Државата. Партиите остајте ги. Партијата денеска на власт, утре нема да биде. Ова трагедија у Кочани, јас поредба напред една со Турција. У јануар се случи несреќата у хотелот што загинаа 70 души, више донесени се пресуди. 11 доживотен затвор, еден куп 20 години, 15 години, а ќе видиме кај нас се покаже сега у каква држава живееме. Овој случај ќе покаже у каква држава живееме. Ја викам дека живееме у никаква држава. Дур се овие партии на власт, биполарни две партии што нон-стоп се менјаваат, Македонија само штета им носи. Само штета. Ние сме држава што политичарите се име овакво бизнис. Бизнис име државата. Си водат бизнис со државата и со народот. Го замајуваат како што сакаат, го фарбаат како што сакаат. Поздрав и со пријатно. Поздрав до вас, до слушање. Добар ден, повелете. Текнува од власта законот да го постува по посредние. Так, добро, благодарам, еве, имавме малку тука, технички отстапување, и ете го тоа, за еден, еве ја разликата, јасно. Но, да се извлече нешто од тука, па да тоа се надмине, да се прошири и така натаму. Тоа е, и добро во вакви ситуации. Тоа треба, велам, и во овие да помогне во изнаоѓање превентива. Да, судот да констатира вина, но затоа законодавец, власта и така натаму да ги менува законите. Затоа тие се, зборуваме независна законодавна, извршна, судска, посебни се, но комуницираат, тие треба да се самостојни. Повеќе отколку независни. Самостојно секој да си ја врши работата. А се меѓу себе кооперативни и комплементарни. Од закон доаѓа од една, судот и го коментира и враќа до работка ако смета дека има пропусти, потоа го применува и слично. Повелете. Добар ден. Добар ден, почитувани со... Почит до вас, повелете, добар ден. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав. Кога се врши истрага при несреќа и евентуално ако следи после обвинение, истрагата и обвинението се одвиваат во две насоки. Односно, првата насока е да се истражат причините за несреќата, причинителите, условите за несреќата, а второто е последиците. Дали можело да бидат полоши или помали последиците. Например, автомобил, ако е, дали имал воздушно перниче или немал, не знам, авион со потребни заштити, или ги немало, или техничкото одржување имало пропуст. Однесување на одговорните после несреќата, затоа што ако се однесуваат одговорните согласно закони и хуманите начела, бројот на страданите сигурно ќе бил намален. Меѓутоа, како што каже и претходниот, гледате, имаме политичка злоупотреба на несреќата. Ете, еклатантен пример е риболовецот на лажните вести. Значи, секој пат несреќата да се политички злоупотреби. Тоа се вика во политичкиот маркетинг црн левет. Му треба на опозицијата црн левет. Како Мартин Нешковски, како Тамара, затоа што не може да дојдат на власт со добри резултати, со добри кадри, ни ми треба жртва црн левет. Или, еве, например, зошто премиерот не му дал пари на страданите? А Стефче Екимовски, таму, кај двата платени кавкаджи што тропаат празни муавети, го обвини премиерот, оти не му дал пари на семејствата. А тој беше градоначалник и тој можел да му дај пари. Значи, не е тоа на татко ми или на татко му касата, градската, па ако мене, мој близок ми настрада во приватен објект, дали јас имам право на надомест од Стефче Акибовски, од Мицковски, од било кој? Не, затоа е ова судењето. Значи, точно да се утврди вината, одговорноста и да следи надоместок на
настраданите. Да, благодарам. И ова што го спомнавте, како во несреќиите авионски и слично во Соединетите Американски држави на Национална комисија за безбедност во сообраќајот ги утврдува причините, а дава потоа и препораки. Она што спомнавте, имало воздушно перниче, немало, дали било добро дизајнирано, па препораки и до производителите на авионите. Затоа е сето тоа во исто време и утврдување на причините и изрекување на, односно лоцирање на вина, на одговорност, но и издавање препораки за да не се случува веќе во иднина или да се намали. При тоа истовремено унапредувајќи ги состојбите. Значи да закон, да речем, утре кој ќе предвидува поинакви мерки сигурностни во ноќните клубови, да речеме. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме, повелете. Дали имаме некој... Ало, слушаме? Да, се слушаме, повелете. Дали локалот е отворен регистриран како дискотека пред 12 години, нели така? Така е нешто 12-тина, да. Па така, мисля, сепак ја се... Над 10 секако сега, да. Така е, да. Значи тогаш беше на власт, ВМРО запална, не е после, сада самата пак се менува. Значи, еден е битно, за еден ден порано да била затворена, не би се случила трагедијата. Ете колку е битно еден, да, јасно. Да. Јас не го спорам тоа, но камо ли 12 години, да. Повелете. Ало, се слушаме? Да. Сега, додека увореше еден тука ривар без оглед што напаѓа тоа, увореше додека се владе криминал во Македонија за пусто сребро, злато, за пари, све се сторува. Тя се кажа вака. Моје мислење кога пред 12 години отворен, но жена викаше дека кога се отвори дуќан било какој гостителски или трговски, значи не може да се регистрира ако не поминела комисија да го испита, да испита сите услови што треба да има внатре за тој локал. Значи овде се испитувало човекот може да направи и видно инспекцијата, меѓутоа не се тоа испитувало на лице место, се испитувало наравно во некоја ресторан негде, во некоја кафана и така натака. Значи, и да, овде јавува дека тој што бил власник на го издал локалот под наем и не знае што ќе стори другиот. Меѓутоа, не е тоа да не знае што ќе сторит. Јас ако имам локал, моја си давам на локалот ја давам да стануиш во него или држиш тако и така, значи не да го преновираш, да преправиш така натака. Значи виновни се тие што потпишале ако излегле на место или ако не излегле уште поголема вина имат. Да видат дали тој објект спремен за тоа, дали има услови или нема. Значи и тука одговорноста е. Не овде одговорноста ќе биде сега, ќе се префрли само на некој обезбедувањето, некој обичен физички работник и тоа ќе заврши жалостно. Благодарам ве, поздравувам, добар ден, кој ни е следен, повелете. Ало? Да, повелете, се слушаме. Добар ден, Исо. Добар ден, повелете. Види, вака сега за ова судењето за кочење. Тоа ќе се долго влекува, може би 15, 20, 30 години. И по моје, тука нема да биде никој крив. А уствари има многу криви. Прво, тука ја би почнал кој ја дал дозволата за објектот. Сега тука не напрегувам дали бил ВМРО на власт тогаш, дали било СДС, тоа не ме интересира. Значи, кој ја дал дозволата? Тоа е битното. А не е битно, другото да, е битно. Ако не ја дали тогаш дозволата како што треба, значи нема да бил пуштен објектот. И ќе нема да до таква хаварија, па и до последиците што настана и се. Ама кај нас во Македонија не владеја законитост. Значи нема закон, нема правда, нема ништо. И затоа не само ова, ќе се јавуваат уште работи. Ама се ден да помине, друг да дојде, ај па од мене ли ќе почнете, зар јас сум крив, ај од другиот да почнеме. Се додека е така, се додека криминалот владее тука, посебно со овие двете, односно трите и албанската партија, ќе има се такви малверзации, такви чудесни и уште, што нема да ни дојде на памет, што нема да
да се случи во Македонија. Значи, не гледам нешто добро да се случи. Се нешто лошо, се нешто апашлак, се нешто кражби, се нешто некои дукими, што викат турците. Значи, нема ништо исправно. Да кажеме, ево, ова е нешто, салам на место како што треба. Се неправилни работи. Благодарам ве, поздравувам на ова што спомнавте, ете, колку ќе трае процесот, рековте ќе се одолговлекува дали 15, 20, 50 години. Битна е затоа сериозност, односно се покаже сериозност во пристапот и од страна на судот. Никој не очекува конкретна бројка. Но ние по најмалку знаеме дали се 10, 20, 50 години. Тој што работи со нешто, особено професионално што работи, знае барем во некои рамки колку би се движело. Со тоа и самиот себе ќе се стимулира да, кога ќе си ги постави пред себе целите и рамките, но и ќе даде еден дел на смирувачки тонови кон јавноста. Не мора да каже прецизно, но барем да речеме се очекува процесот да трае не помалку од 5, 10, не знам, шпекулирам години. Се очекува да трае најмалку 8, 10, 15, а нека заврши за 5. Уште подобро. Па сите некако ќе се темпираат кон тоа, а и самиот суд ќе се насочи и ќе покаже дека е сериозен. Сепак тоа му е работата, знае со што работи, иако е и процесот и како тежок. Ви благодарам, ете, да не одолговлекувам јас, а да се надеваме дека и процесот нема да се одолговлекува. Следното рочиште продолжува следната среда, а вам ви посакувам пријатна вечер и ве поканувам да бидеме заедно утре повторно во двете емисии. Довидување.